Благодарам многу, да се благодарам на Фондацијата Конрад Аденауер за оваа исклучителна можност да подискутираме на исклучително значајно прашање, можеби прашање број 1 кое што ја окупира македонската јавност во моментов. Почитувани екселенции, дами и господа, навистина е задоволство да се обратам во двете својства и во кои што бев најавен денес тука. Би сакал малце да позборувам околу она што е актуелна состојба, но и малце околу една моја визија каде треба да ја движиме Македонија во следниот период во рамки на овие 7-8 минути кои што ги имам на располагање. Мислам дека апсолутно е неспорно дека Македонија има европска иднина и она што е моје нескриено задоволство е дека главните политички партии, главните 4 политички сили во Македонското собрание практично немаат разлика во однос на европската и евроатланска перспектива на Македонија, нити имаат разлика во однос на тоа каде Македонија е и каде сака да ја видат, и тоа покажува едно големо единство во македонското општество, затоа што огромно мнозинство од македонските граѓани, без разлика дали гласаат за ВМРО-ДПМН или СДСМ, дали гласаат за ДУИ или за Алијанса и Алтернатива, јасно се имаат определено за оваа европска перспектива на државата. Тоа мислам дека е голема предност на Македонија во комуникацијата со Европската Унија, но и секако во целиот овој тензичен регион. За жал, како што беше споменато и претходно, овој пат на Македонија е нималце лесен, напротив, со сите овие пречки кои што ги имаме во, ако сакате, од 2000 година навака, мислам дека е најкомплициран пат и кон НАТО и кон Европската Унија, и тие пречки во себе содржат една малце подлабока причина од она што некогаш сакаме да го видиме во јавноста или од она што некогаш сакаме да го признаеме, а тоа е дека за жал оспорувањето на Македонија од страна на соседите е практично оспорувањето на екзистенцијата на Македонија ваква каква што ја познаваме и создадена на начин на кој што е создадена после Втората светска војна и понатака со референдумот за независност во 1991 година, затоа што пречките кои што Македонија ги имаше и ги има и кон НАТО и кон Европската Унија се поврзани со суштината на нејзиното постоење. И затоа мислам дека треба многу почесто да се соочуваме со реалноста. Мислам дека една од стратешките грешки на сите политички елити во Македонија досега е што се бегаше од соочување со оваа реалност, се одеше на дневно одлагање на проблемите или кога мораше да се решаваат на еден начин кој што нема да обезбеди јасна перспектива, туку ќе обезбеди дневно решавање на проблемите. Таков пример е, например, односот со соседна Бугарија, каде што мислам дека никогаш како држави и како општества не се погледавме искрено едните со другите и некако се одлагаја проблемите. Прв обид за некакво решавање беше оној договор во владата на Ѓорѓиевски, после тоа беше договорот од 2017 година, ама гледаме дека двата договори не го дадоа она што го очекуваа, минимум можам да кажам, македонските граѓани, не можам да зборувам за соседна Бугарија, а тоа е да имаме една добра соработка како две држави, како два народи и да не се кочи перспективата на Македонија во однос на Европската Унија. Ова состојба на постојано одлагање на овие интегративни процеси, мислам дека резултираше со два паралелни процеси. Првиот, знаеме сите, постојат различни мислења помеѓу земјите членки на Европската Унија, постојат силни поддржувачи на проширувањето и тука би сакала да се заблагодарам на Германија, на амбасадорката која што денес е тука, која што е еден јасен мотор на проширувањето во поширокиот регион на Југоисточна Европа, во сите циклуси на проширување, како и сега во Западниот Балкан, но факт е дека и постојат држави кои што имаат различно мислење во однос на проширувањето. И тука беше овој процес на несоочување со реалноста на некој начин премолчено искористуван за да
проширувањето не оди со на темпо со кое што ние би сакале земјите поддржувачи на проширувањето. И вториот проблем се домашните состојби, односно, за жал, мислам дека не созреавме како политички елити, зборувам во множина и зборувам за сите политички елити, а тоа е, не успеавме да во овие 30 години самостојност на клучните прашања одговориме затоа што ни се потребни дома, односно, одговори на клучните прашања се даваат само кога има стимул за некаква европска перспектива, што изгледа лошо и за дома, и за македонските граѓани, затоа што не треба да се подценуваат, а мислам дека често се подценувани, а уште повеќе за земјите членки на Европската унија, затоа што кога и едните и другите гледаат дека се прават реформи само затоа што некој ги бара, се гледа дека нема чесен пристап во целата работа. Во таа насока, јас би сакал да се случи чудо во следниве месец и пол и да Македонија почне преговори, односно да се случи првата меѓувладина конференција, но да бидеме реални, мислам дека тоа нема да се случи и дека, за жал, не сме оптимисти за следниот период од многу состојби, почнувајќи од политичките констелации во Бугарија, изборните циклуси, два кои што ќе ги има оваа година таму, и парламентарни и председателски, така што мислам дека, за жал, иако искрено би сакал и се надевам, е дека барем во следните месеци и пол не можеме во рамки на португалското председателство да се надеваме на почеток на меѓувладина конференција. Она што мислам дека треба да го правиме е поотворено да зборуваме со граѓаните и поотворено да се соочуваме со овие проблеми. Првата работа која што мислам дека треба да се случи во текот на оваа година, без разлика дали ќе почнат преговори или не, во рамки на ова, како што го нарекувам, соочување со реалноста, е да се интензивира регионалната соработка. Огромна грешка на сите држави од регионот беше што пристапувањето кон Европската унија и кон НАТО го гледаа како надпревар помеѓу себе кој од кого е подобар, што го осетивме и на сопствен грб, а го видовме помеѓу други држави, например Словенија влезе пред Хрватска во Европската унија, па видовме дека имаше проблеми, ние ги имаме проблемите со Грција и со Бугарија, така што мислам дека овој процес на надпревар, кој што, да бидеме искрени, вака и личи многу балкански на овој менталитет кој што го имаме тука, треба да го замениме со една регионална соработка, затоа што дури и сите земји од овој регион да се членки на Европската унија, повторно сме поврзани да соработуваме помеѓу себе. Не можеме да очекуваме да имаме добри односи со Германија или со Франција, а да немаме добри односи со Бугарија, со Албанија, со Србија, со Косово или со Грција. Понатака, втората работа, за која што мислам дека сериозно треба да се размислува во следниот период, не само затоа што сум представник на опозицијата, тука е една силна битка со корупцијата, која што за жал изостанува, и ова не го велам само јас, ова е мислење на релевантни меѓународни институции. Македонија е на најлошото место од како се мери перцепција за корупција според Transparency International, на 111-то место, а тоа го гледаат граѓаните и секаде околу себе. За жал, имаме еден систем кој што го јаде корупцијата и кој што скапува од корупција, и тука е суштински битна една битка со корупција, но не само во два аспекти кои што се зборуваат најмногу. Двата аспекти кои што се зборуваат најмногу е законски промени, кои што според моето скромно мислење мислам дека и во моментов законската регулатива е добра, и второ, она висока корупција која што се слагам дека е број 1 проблем на Македонија, но некако, гледајќи ги овие два аспекти, се занемари она корупција на најниско ниво која што за жал најмногу ги убива граѓаните. Тоа е ситната корупција во институции, на шалтери, во болници, во општински судови, општински обвинителства и така натака, каде што граѓаните знаат дека доколку немаат врска или пријател, или доколку не платат, не можат да си завршат работа согласно на она што ги следува според законот. Третата работа за која што мислам дека сериозно треба да се посветиме во следниот период како општество, како држава и како власти, како опозиција, за која што јас и многу зборувам во изминатиот период, е инфраструктурата. Се отвараат огромни можности во рамки на инвестицијскиот план на Европската унија, преку една кредитна линија од околу 20 милиарди евра и грантови од 9 милиарди евра, каде што мислам дека сериозно треба да се посветиме како држава и да ги искористиме истите. Почна она иницијатива за изградба на брза пруга, која што би почнувала некаде таму од Салцбург и Виена, односно целиот коридор 10 би завршувала во Атина. Дел од
таа мрежа е веќе изградена и поврзана, дел не е. Видовме еден добар инпут од Европската Унија, тоа е дека се спремни европски компании да го градат оној дел кој што би бил од Белград до границата со Македонија, а исто така Европската комисија вети еден голем грант од 650 милиони евра во овој дел. Мислам дека Македонија треба да е паметна и со еден добар, издржан проект, кој што за жал во моментов го немаат министерствата од владата на Република Македонија, да излезе пред Европската комисија и да побара грантирање на таа делница која што би одела од границата со Србија до Солун по Вардарската долина, како и можеле да на тој начин ја поврземе Атина со Централна Европа, односно да имаме едно целосно поврзување на овој регион и да патуваме од Скопје до Солун за час и половина. Секако тоа ќе ни отвори можност да користиме буџетски средства домашни за изградба на пругата кон Бугарија и за изградба на пругата кон Албанија, како и развивање на автопатската мрежа на коридорот 8. И последно нешто за што мислам дека треба да се посветиме оваа година во рамки на ова така наречено соочување со реалноста е некако се отвори и се затвори дебатата во однос на Европската економска заедница. Не мислам дека таа може и треба да е алтернатива за членството во Европската Унија, но не сме никако да подценуваме доколку навистина имаме отворена врата таму и мислам дека тоа што не се отвори на широка дебата помеѓу власта, опозицијата и претседателот на државата за ова прашање е грешка. Ова го споменувам затоа што видов многу изгубени години и видов многу години во кои што Македонија само нешто чекаше и не направи ништо. Се сеќавам дека кога бев избран за претседател на Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМН во 2004 година, тогашните дискусии и очекувања наши беа дека некаде Македонија ќе стане член на Европската Унија за 6 до 8 години и не изгледаше далеку, да бидам искрен. Од 2004 година 6 до 8 години беа многу далеку. Мислам дека сега сите сме спремни да подпишеме од таа 2004 10 години за членство во Европската Унија, ама 2014 е одамна за нас, сега сме 2021 година и се уште имаме исти или слични дискусии, а за жал македонското општество недоволно се развива, во многу сегменти тоне и затоа мислам дека многу повеќе треба да се свртиме кон себе и секако кон решавање на проблемите, затоа што да сме искрени, без решавање на проблемите нема да напредуваме, дури и доколку не постојат овие билатерални спорови. Благодарам уште еднаш на можноста и се надевам дека ќе имаме можности да одговориме на прашања. Благодарам.